Ребалансот на буџетот е при крај. Во Министерството за финансии се работи и викендов за да се добијат точните контури на прекроената државна каса. Сепак, како што нагласи министерката за финансии, просторот за маневар со буџетските расходи е се помал. Од трошоците повеќе немало каде да се скрати. Се што можело да се направи е да се пренаменат парите од нереализираните и непродуктивни трошења за она што е попотребно. Една од тие ставки е покачувањето на примањата на пензионерите, кои ќе добијат плюс 2500 денари на своите сметки од септември, како и парите за капитални проекти за општините. Овие пари не правеле притисок врз расходите, за разлика од каматите за замените заеми, смета министерката. Планирано е да бидат пренаменети 200 до 300 милиони евра. Министерката вели дека приходите, расходите и дефицитот во апсолутен износ нема да се менуваат, но поради слабите перформанси на економијата ќе растат процентуално. Според Димитриевска Кочевска, претходната власт го скроила буџетот врз основа на нереални проценки. Целта е да не ги менуваме во апсолутен износ вкупните приходи и расходи, а со тоа и во апсолутен износ да не го менуваме буџетскиот дефицит, но во процент тој ќе биде поголем. Она што загрижува јавниот долг, кој процент ќе бележи раст, бидејќи јавниот долг од 61,2% е проектиран на раст од 3,4%, а податоците со кои располагаме упатуваат дека тој ќе биде помеѓу 1,2 и 2,5%. Вчера и премиерот Мицкоски на прашање дали ќе има пари за пораст на минималната плата до 450 евра, порача дека претходната власт го оставила буџетот во катастрофална кондиција. Рече дека ќе се сретне со синдикатите, но и дека неговата влада треба да биде навистина креативна за да најде пари за сите во услови кога претходниците потрошиле многу од државната каса. Тајфун изминал последниве 7 години низ држава и не само што ја ограбил државава, туку и жестоко ја уништил, да поразговараме и да им ги покажеме бројките, да видат со што се соочуваме, а бројките се катастрофални. Катастрофални. Ако ви кажам дека недостасуваат 2,5 милиарди денари за редовна исплата на пензиите, настрана од ова кое што представува дополнително зголемување кое што го најавивме и ветивме, тогаш можете да сватите за што станува збор. Вистински предизвик ќе биде и полнењето на буџетот. Министерката вели дека голем придонес ќе даде воведувањето електронска фактура, која е важна и за реализација на повратот на ДДВ. Смета дека борбата со сивата економија мора да продолжи и државата да најде механизми да ги собера парите. Бројките за реализација на буџетот се поразителни. Заклучно со мај, дупката во државната каса изнесува 333 милиони евра или 61,25% од планираното за цела година. При тоа најголем дел од дефицитот е направен токму во изборниот мај и изнесува 98 милиони евра. Претходната влада не ги реализирала ниту капиталните инвестиции според предвидената динамика. До крајот на мандатот, неизградба на болници, училишта, патишта, пруги е завршено едва и 28% од предвиденото.